Речиси 3 часа траел денешниот работен колегиум на Судскиот совет на кој членовите ново тело расправале за пресудата на Управниот суд во која се вели дека ланското разрешување на Весна Дамева од челната позиција на Советот е незаконско. За сега нема информации ниту изјави за тоа каква позиција зазел Судскиот совет по ваквата одлука на Управниот суд, која во експертската јавност се толкува како своевидна шлаканица за априлските случувања во Советот кои резултираа со смената на Дамева. Во пресудата која е јавно објавена следи по тужбата на Дамева, Управниот суд утврдил дека образложението на одлуката на Судскиот совет со кое се разрешува поранешната претседателка е нејасно, не се наведени докази ниту утврдени факти. Во конкретниот случај судот најде дека образложението на оспорената одлука е нејасно, односно тужениот орган во истата не дал никакви образложени причини поради кои го разрешува од функција сега тужителот, не ги навел доказите врз основа на кои е утврдена фактичката состојба, посебно ниту утврдените факти, кои согласно утврдената фактичка состојба упатуваат на донесување на онаква одлука како што е дадена во диспозитивот на истата, се вели во пресудата. Управниот суд исто така забележува дека Судскиот совет само навел дека со мнозинство гласови на членовите била изгласана недоверба на Дамева, без да се наведат законските одредби по кои била спроведена постапката за разрешување. Тужбата на тужителот од Скопје се уважува. Одлуката од 4.5.2023 година на Судскиот совет на Република Северна Македонија се поништува, пишува во пресудата. Денеска на прашање за ситуацијата во Судскиот совет, тело чиј кредибилитет е сериозно нарушен по начинот на кој беше сменета Дамева, одговараше и премиерот Ковачевски. Во однос на Судскиот совет ги делам размислувањата на американскиот амбасадор и холандскиот амбасадор. Амбасадорката Агелер во едно од своите изјави каже дека Судскиот совет не успеал во целост да ги исполни своите законски обврски и дека тоа не е правдата која граѓаните очекуваат. Холандскиот амбасадор пак порача дека Советот, ваков каков што е нелегитимно тело. По смената на Дамева реагираше Европската унија која прати оценска мисија која излезе со 40 препораки како да се подобри состојбата во Судскиот совет, институција клучна за градење независно и професионално судство во земјата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.